Последните минути од Македонија на аутро ќе разговараме со еден од најкреативните млади уметници на македонската сцена со препознатлив стил, чии мурали раскажуваат нови приказни на градските улици. Давор Кешкец, ние во Македонија на аутро. Добро утро, Давор, и добре ни дојдовте во утринската програма. Давор, по вокација си графичар, така? Да, со бројни самостојни и групни изложби, а изминативе години скопјани ве препознаваат по карактеристичните бои и форми кои ги има речиси низ целиот град. Како почна приказната со уличната уметност? Па ја почнав уште од основно со графити прво. Тоа ме навлече да цртам на ѕидови. Негде више кога бев 6-то деление, открив за графити, почнав со графити. После некој време почнав со стрит арт да се занимавам, почнав таму да истражувам, некако тоа ми стана поинтересно. Што графитите се двојат, графитите се само букви, да кажем, ја више у стрит арт имаш поише начини на изразување. Можеш поприказна некоја да раскажеш преку стрит артот повеќе, отколку со графитите. И така некако почнав по тој пат, така да кажем, уметнички, мислам, тоа и ми во тоа навлегов и така и продолжи. А има Скопје, знае да биде инспирација, извини што те прекинав, има доста објекти кои што добиваат комплетно нов лик, дури не изгледаат поубаво со нови фасади, изгледаат поубаво со ваков тип на уметност. Колку тоа те инспирација? Колку тоа те води? Па да, мислам, инспирација, мислам, секој град треба да има мурали, улична уметност, тоа бидејќи тоа е душата на градот, некако и тие мурали раскажуваат некоја приказна и за уметниците и за, ајде да кажем, и општеството, за средината кај се наоѓа мурал. И го вадат цивил, го тргаат цивилот. Да, дефинитивно, да. И следејќи го вашиот Инстаграм профил извесен период, забележувам дека вашата уметност ја има на различни места во градот, меѓу другото и на платно. Различни сте подлогите, дали уметноста го признава тоа кога се излегува надвор од рамката? Па да, секако мислам, сепак е тоа уметност, тука нема некои граници, нема некои ограничувања. Што ви е поголем предизвик? Па секако мурал кога се работи е поголем предизвик, затоа што не го работиш толку често, па секој нов мурал е нов предизвик. И повеќе луѓе го гледаат тоа, мислам, ја повеќе слики имам направено, од мурали, а сепак повеќето мислам дека ме знаат и по тоа што цртам мурали, отколку дека се бавам со некоја сликарство или нешто друго. Така. Каде се ја има вашата уметност? Сте избројала? Па не сум избројала, али највеќе во Скопје. Имам мурал исто и во Велес еден и во Крива Паланка, али повеќето во Скопје, вака на мопеди, на автомобили, на автобуси. И тоа плюс, да. Јас препознав една локација, градски трговски центар. Да, тоа ми беше првиот мурал што го работев после, од како се тргнав од графити, од стрит арт, некако ми фалеше да се вратам, да почнам пак да цртам на ѕид и некако муралот ми се најде као Како испадна у вас автомобилот, кој што го гледаме во моментов? Да, ова е југото, познато култното југо, да. Ова беше во склоп со проектот, беше мислам дека за Бела ноќ. Како се викаше, инсектариум, нешто автомобилски инсектариум, не знам баш точно. И беше поентата уметност на коли, или дали слики да се во самите коли, или сликите да се на колите. И моја идеја беше да се нацрта колата, да биде самата кола уметничко дело. На организаторот. Да. Возесимо. Да. Има ли се уште денес луѓе кои што велат дека само галерискиот дека уметникот не треба да излегува од галериски простор, дека уметноста таму припаѓа, или се менува свеста пред сека и повозрасните граѓани за овој тип на уметност, бидејќи некогаш се знаеше да се искоментира зошто се чкрта по фасади. Да, па се менува, мислам дека последно време се повеќе се менува и младите тоа веќе го препознаваат, така да не е тоа толку табу тема како што било порано, да. Мислам и сегде во светот, кога ќе се отиде се гледаат тие мурали, не е толку више невообичаено да има графити и мурали низ град. Погледнавме различни аспекти на уметноста, од уметнички слики до автобуси, мопеди и автомобили, но го има и на контејнерите за облака на Црвениот крст. Тоа е
едно место, неколку локации низ градов, а ве има, односно вашата уметност ја има и во гейминг клубот на Црвениот крст. Да. Би сакале да поидеме сега со слика и тон во гейминг клубот, прво да ја видиме уметноста, а потоа да дознаеме и како одеше соработката со Црвениот крст. Може така? Да. Симона, ајде раскажи ја ти приказната. Благодарам, Кристина. Се вклучуваме од гейминг центарот за млади во Црвениот крст. Ова зад мене е делото на уличниот уметник Кешкец, така што ќе имаме прилика да погледнеме како се спојуваат уметноста и хуманоста, меѓутоа и да дознаеме повеќе за овој гейминг центар низ разговорот со госпоѓа Сузана Тунева-Пауновска. Ви благодарам што издвоивте време како и секогаш и што ќе бидете дел од денешната емисија. Благодарам, Симона. Навистина е чест секогаш наутро да споделиме убава позитивна енергија, бидејќи мислам на секој нас кога денот ќе ни почне со убави нешта, едноставно подобро можеме да функционираме. Поздрав до Давор заради тоа што навистина е човек кој што на некој начин знае својата професија да ја внесе во нешто што представува друга димензија во животот на сите нас, а тоа е хуманоста. Така да мислам дека ние се најдовме на иста бранова должина и многу ми е мило што млад човек навистина најде можност да ги препознае сите наши барања и што е тоа што ние сакавме да предизвикаме на некој начин како да кажам реакција од страна на сите корисници на услугите на Црвениот крст. Да, веќе се гледа таа препознатливост на Црвениот крст во соработка со Давор и контејнерите за донирање облека, меѓутоа и тука во гейминг центарот навистина има убава, пријатна атмосфера и нешто поразлично, младалашки, ако може така да се каже. Па еве што точно е овој гейминг центар за млади, за кого служи, како може да се користи и кој всушност може да се упушти во оваа убава атмосфера? Гейминг центарот го отворивме пред неколку месеци во соработка со нашите партнери од УНХЦР, заради тоа што препознавме дека лицата кои што се во државата од Украина имаат потреба од дополнителни рекреативни активности и не можат да си дозволат да имаат ваква опрема и ваква можност како млади луѓе да уживаат во сите оние предизвици што младите луѓе сакаат да ги имаат и секојдневно да бидат вешти во тоа. Истовремено сега веќе го зголемивме, да кажам на некој начин системот на работа на самиот центар. Не доаѓаат само децата, младите луѓе од Украина кои што имаат статус во државата, туку доаѓаат и нашите волонтери, членовите на клубовите на млади на Црвениот крст на град Скопје и заеднички тука правиме еден вид на дружење, размена на искуства, размена на професионални знаења, пред се, да кажам, ресоциализација и нивна интеграција во општеството до моментот додека се во нашата земја. Ова што позади нас го имаме како енергија која што Давор го пренесе од неговото професионално искуство, дополнително прави да луѓето се чувствуваат многу пријатно, заради тоа што секогаш е важно атмосферата да делува позитивно на личноста на луѓето и тогаш многу повеќе може да се добие во вредноста на тоа што некој човек го поседува. Така да овој гейминг клуб е отворен 2 пати неделно сега и е доста посетен, меѓутоа очекуваме веќе од наредниот месец да работи секој ден и да го промовираме и за други целни групи, како што се лицата со оштетен вид, потоа лицата со попречености, кои што ќе направиме една мала, да кажам, припрема за тоа да можат и они тоа да го користат и секако децата, младите луѓе од ранливи целни групи кои што реков не можат да си дозволат ваква опрема во својот дом. Одличен е моментот што може навистина сите тие лица да го користат овој простор за рекреативни цели, како што истакнавте, да ги видат предизвиците на младиот свет и да имаат еден простор каде што се чувствуваат и безбедно и опуштено, меѓутоа и за ресоциализација. Она што е уште поважно е тоа што имаат можности дигитално да се обучуваат, така што како ќе функционира тоа со луѓето кои што ќе бидат задолжени за да им вршат обука. Лицата кои што го работат центарот и кои што се секојдневно во тие денови кога е отворен центарот се волонтери на Црвениот крст и студенти на Финки факултетот на универзитетот УКИМ, кои што едноставно се дел од волонтерското семејство на Црвениот крст и своето знаење го споделуваат со овие млади луѓе. Тоа посебно радува заради тоа што да се даде дел од себе, да се даде дел од своето знаење во волонтерски цели е нешто што секој човек го прави, една дополнителна социјална
одговорна личност во заедницата каде што делуваме. Искрено се надевам дека овој центар ќе предизвика дополнителен инпут да го зголемиме бројот на волонтерите од оваа, да кажам, професија која што е доста атрактивна и доста младите луѓе ја гледаат како своја идна професија. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам и на вас. Тоа беше разговорот со Сузана Пумновска од Црвениот крст со цел да пренесеме дел од дивната соработка со Давор Кешкец, а тоа е сликата нацртана позади мене, секако и контејнерите за донирање облека кои што се веќе претпознатливи по самиот изглед. Исто така истакнавме што е важно за овој гейминг клуб за млади, па се надевам дека го заокружуваме ова линковско вклучување со корисни и позитивни информации. Секако дека е така, Симона, благодарам за истите. Добро, колку време беше потребно да се насликат зидот? Па некои 3 дена максимум, мислам дека бе толку. Колку боја беше потребно? Па не знам баш затоа што јас имам и од претходно што сум цртал боја останато, па Се шигувам. Не може точно да да се... не може да. Давор, која е твојата перцепција за значењето на муралите во градските средини и дали секој мурал пренесува некоја порака? Дали се цели кон тоа кога се прават? Да, јасно. Па да, мислам, кај нас уште малце сме, како да кажем, застанати во однос на темите за муралите, знаеш, пак се гледа да е нешто типот на, не знам, на некоја традиција или некои веќе историски ликови. Не се толку, да кажам, слободни темите и отворени, ама мислам дека тоа и тоа полека ќе почне да се разбиват, бидејќи нели уметноста ипак се бави со нешто што ти сакаш да го кажеш, со некој твој израз личен и мислам дека тоа е клучно не само за муралите, нели општо и за уметност. И токму тоа сакав да го прашам, бидејќи споменавте пораките. Пораките ги има и во модата, и во уметноста, и во филмот, меѓу другото. Колку со ова што го работите, праќате порака? Колку секојдневието и секојдневните случувања ви инспирираат во уметноста? Па секој уметник е различно, али да, мене главно ме инспирира тоа што има контакт со мене, нели, што музика слушам, што ми се случува, све што е баш тоа што кажав, све што допира до мене, све што ме обкружува, влијае. Мислам и дека главно ми уметноста позитивно или негативно најчесто? Па ја тргам на страна креацијата. Да. Па ја гледам најчесто да е позитивно, знаеш, и кога правам изложба или мурал, знаеш, сакам луѓето да излезат од своето секојдневие, нели, од све што не обкружува, секојдневни стресови, едно друго, да влезат во мојот свет, знаеш, да се исклучат од реалноста, да кажеме, да влезат во нека друга реалност што јас им ја приредувам, да кажем. Младите ја сакаат таа реалност. Повозрастните се навикнуваат на таа реалност, на таа улична уметност. Прашањето при крај ми е, има ли доволно уметници кои што ќе продолжат да ја пренесуваат оваа порака, овој тип на уметност кај нас? Има, да, секако дека има. Мислам, погледнете само у првата стрит-арт галерија што спомнавме, нели, во ГТЦ, таму има 20 на уметници, во втората исто имаше плюс некои 10 нови, така да има луѓе што не цртале претходно, да кажеме, мурали, што би сакале да цртаат, така да мислам дека е секој уметник што црта, мислам дека би сакал да има и свој мурал. Спомена Инстаграм пред малку и Кристина. Како да те најдат на социјалните медиуми нашите гледачи, оние кои што сакаат чисто да го разгледаат твојот профил, да видат твојата работа, ако им треба Давор Кешкец ми е Инстаграмот, така да нема ништо. Не, значи името, презимето. Да, името, презимето. Давор, личната уметност е и тоа како цената во светот. Неколку пати сме зборувале дека многу светски европски метрополи распишуваат конкурси на кои што уметници улични може да се пријават и да украсат, како да кажеме, еден дел од градот. Кај да сме ние на глобалната сцена во однос на уличната уметност и знам дека неодамна добивте легални ѕидови, па ме интересира слободните, односно легалните ѕидови или адреналинот на недозволените места, што ви е поголем предизвик? Веќе одамна не сум цртал, кај да кажам, и легално, али нормално адреналинот е поголем кога работиш, нели, недозволено, отколку вака, да кажеме, организирано.
спомна во глобалната, па не само во глобалната сцена, мислам дека се малце наназад и тука локално на Балканот. Мислам дека еве Белград имаат и публикација издадено, Belgrade Street Art, што ние тоа го немаме, нели? Имаме доста материјал за да се издаде една таква книга, да кажеме. Така да мислам дека треба повеќе да се организираат такви некои графити, фестивали, мурали и слично. Имаат Куманово, да спомнам, исто фестивал, што веќе неколку години наназад го организираат и ете тоа, мислам дека треба да се случи. Графити фест беше нешто. Графити фест Куманово, Да, го мислам најавуваме така, тука, да, точно. Постои место кое што би сакала да го насликате периодов кој што престои? Некој кој што вака ви лижи на душа, го меркате известно време? Па сега периодов спремам изложба и добра. некако би сакал во галерискиот простор да биде Добра. тој мурал, така да, ама сакам да цртам сегде, мислам, каде и да ме викнат, јас не одбивам, така да. Тоа значи нема да одбие и за нашите автомобили, Ване. Автомобили? Да. Добро. Па еве ги Моите довме црнки биде купуваме. малку потешко. Ке најдеме Ти начин, имаш боја ние ги купиме. Благодариме Давор многу. за гостувањето поканата. во утринската програма. Ќе ја следиме твојата работа, секако ова е еден вид на уметност кој што не расположува и треба вака да се зборуваме за него. Се гледаме за изложбата, ни кажа, Да. подготвуваш изложба, за колку Да. време ќе биде тоа? Па крај на мај негде треба да биде. Супер, значи се гледаме Пред повторно на изложбата исто место. се гледаме во Македонија. Фала ви многу. Благодариме, посакувам многу успех.